Почитувани, во Битола се гради како никогаш досега. Во моментов се работи на над 15 локации во урбаниот дел од општината и руралните средини. Изминативе 3 години комплетно се реконструирани улици во должина од над 50 на километри, а се градат и повеќе значајни објекти од високоградбата. Иако дневно информираме за сите отпочнати проекти, како и за фазите на реализација во кои се наоѓаат истите, денес сакам да потенцирам неколку важни работи кои одбележуваат годинава која изминува или најважните проекти кои се реализира во последниве 12 месеци во општина Битола. Тоа се проекти со кои во Битола се чувствуваат промените, кои значајно ја подобруваат инфраструктурата и овозможуваат подобри услови за живот на сите граѓани, за збогатување на културно-туристичката понуда, но и за економско заживување на градот и нови инвестиции. Накратко би ги споменал изградбата на влезот во Битола од страната на Прилеп, проект на кој активно работиме. Изградбата на улица кај новоотворениот трговски центар Близ. Изградбата на нова противпожарна зграда, каде исто така активностите се во полнект. Изградбата на новата детска градинка во Арама, во партнерство со Кромберт и Шуберт, која е во напредна фаза. Во завршна фаза е и адаптацијата на новата детска градинка во домот за доенчиња и мали деца, пошто ќе следува опремување на просторот, а веќе работиме и на решавање на проблемите кои беа затекнати за изградба на новата детска градинка кај основното училиште Свети Климент Охридски, за што сме во комуникација со ресорното министерство. Постоечкиот објект во состав на детската градинка Славејче, кој во минатото се користел од страна на градинката, сега е адаптиран за згрижување на деца, со што се потврдува нашата заложба за зголемување на згрижувачките капацитети за најмладите. Започнавме изградба на велосипедски патеки во должина од над 5 километри и конечно започнуваме со реализација на идејата Битола велоград. Со подршка на планинарскиот спортски клуб Пелистер го возобновуваме опожарениот планинарски дом Копанки и веќе со радост и гордост можеме да кажеме дека таму новиот објект е во фаза на карабина и дека ќе се заложиме ова култно место за битолчани конечно повторно да ги отвори вратите за граѓаните. Во соработка со Фудбалската федерација на Македонија го подготвивме стадионот Петар Милошевски за ноќни надпревари и таму веќе се одиграа првите надпревари под рефлектори. После многу напори и долги процедури, отворено е прифатилиштето за бездомни животни Хачико како системски пристап во справување со проблемот со уличните куќиња. Изградена е пешачка патека на потегот Тумбекафе Смолево, омиленото место за рекреација на битолчани. Уреден е и новиот парк во Нова Битола и поставена е урбана опрема и спортски реквизити. По примерот на светските метрополи, осветлени се сите значајни архитектонски градби, со што блесна најпознатата и најамбиенталната улица во Битола, Широксокак, каде е поставена и нова урбана опрема. Реконструирани или во завршна фаза на реконструкција се над 18 км патна инфраструктура, од кој голем дел имаат целосна реконструкција на водоводната, канализационата мрежа, коловозот, а каде што е потребно и улично осветлување. Во инфраструктурните проекти се бројуваат улиците во урбаниот и руралниот дел од општината, меѓу кои би ги издвоил улиците во Горно Оризари, Долно Оризари, Цапари, локалниот пат до село Магарево, улицата Захарија Шумјанска кон новите светонеделски гробишта, Стив Наумов, Индустријска, Бурса, Нико Фундали, Солунска, улицата Крушевска република и други улици. Потоа уредени се нови паркинг простори, направени се хуманитарни паркинг простори, направена е нов кружен тек, реконструирани се спортските игралишта во основното училиште Елпида Караманди, во Брусничка населба и други инфраструктурни проекти за кои најмногу сакам да им се заблагодарам на граѓаните за нивните предлози за време на буџетските форуми, но и за нивното трпение во оваа интензивна градежна офанзива на општината, во која работиме на многу локации, со цел колку е можно повеќе да ги подобриме условите во општината и да реализираме повеќе проекти. Битола повторно станува привлечна за инвестиции. Се отвори трговскиот центар Близ, наскоро најавено е отворањето на брендот Lidl, а очекуваме и нови инвестиции во индустријската зона Жабени. Една ја најави и премиерот Мицковски.
Реализирани се и повеќе проекти за подобрување на условите во основните и средните училишта во градот. Проекти за поддршка на младите, учениците и студентите. Во делот на енергетската ефикасност, преку проектот Сончеви училишта, 6 основни училишта ќе добијат фотонапонски централи за производство на електрична енергија. Фотоволтаици ќе бидат поставени на основните училишта Стив Наумов, Елпида Караманди, Коле Канински, Кирил и Методи, Александар Трунџев во селото Кукуречани и Крсте Петков Мисирков во селото Бистрица. Веќе една година во објектот на подрачното основно училиште Даме Груев и градинката во населбата Долно Оризари работат поставените фотонапонски централи и веќе по една година треба да ги добиеме првите резултати на заштеда. Во постапка на поставување фотонапонски централи се и средните училишта доктор Јован Калаузи, Ѓорги Наумов и гимназијата Таки Даскало. Ова значи дека до крајот на годинава 10 училишта во Битола ќе имаат фотоволтаици. Преку проектот со УСАИД во процедура е подготвување на комплетна проектна документација за енергетска ефикасност на 3 училишта и една градинка, а преку 16 проекти од владата, основното училиште Стив Наумов ќе добие нова енергетска ефикасна фасада. Започнавме со засадување на 1500 различни видови садници, односно дрвја, на 10 локации во градот, преку проектот EU for Clean Air, проект кој го работиме заедно со Европската Унија и УНОПС. И од овој проект очекуваме дополнителни бенефити околу грејните инсталации на неколку јавни објекти. За прв пат во државата, нашата општина беше домаќин на форумите за праведна транзиција, од кој произлезе и визијата за Битола, како заеднички осврт на барањето на представниците на сите засегнати страни од јавниот сектор, образованието, науката, приватниот сектор и невладините организации. Општина Битола е лидер во транспарентноста и отвореноста во државата според анализите на Центарот за граѓански комуникации и метаморфозиш, зашто континуирано сме насочени кон подобрување на услугите на граѓаните преку постепено воведување на електронски услуги и зголемување на ефикасноста и ефективноста на работата на локалната самоуправа. Ова се дел од проектите на кои работиме изминатива една година. За 16 нови проекти веќе добивме владина поддршка во висина од 230 милиони денари. А подготвуваме и проектна документација за реконструкција на 9 спортски игралишта и изградба на 2 спортски сали во општина Битола. Како што ја започнавме годинава што изминува, така и завршуваме со асфалтирање на повеќе локации. Но не го забораваме ниту културно-туристичкото развижување на градот, кој оваа година по 4 пат низ прекрасната зимска приказна од 20 декември до 6 јануари ќе создаде прекрасна атмосфера во Битола. Градот веќе се украсува, не премногу, не премалку, туку доволно, за Битола повторно да блесне во својата уникатна светлина, кој изминативе 3 години навистина го враќа својот сјај во повеќе области.